Од денес армијата започнува со проширување, чистење и тампонирање на патниот правец Разловци-Митрашинци во должина од 9 километри. Во моментов овој пат е во драматично лоша состојба и по него може да се движат само возила за механизација. Што изградбата на овој пат значи за местното население? Па да видиме реални, ова е остварување на голем сон за мештаните на двете села, тоа на селото Разловци и на селото Митрашинци, затоа што тоа е нивно барање со децении и изградбата на еден таков пат, освен што значи поврзување на двете села, тоест на две општини, општина Делчево и општина Берово, значи и отварање на големи перспективи за селото Разловци и за селото Митрашинци. Во поширок контекст, изградбата на овој пат има огромно значење од следните причини. Изградбата на овој патен правец значи повеќе можности за развој на самото село Разловци, тоест можност за прилегување на повеќе работен кадар во веќе постечките конфекција кои што се наоѓа во селото, тоест можност на луѓето кај село Митрашинци да најдат работни позиции во селото Разловци. Важи развој на туризмот, тоест на историски туризам кој што само по себе селото Разловци го носи во својата историја и секако нели развој на велосипедскиот туризам, планинарскиот туризам и мототуризам кој што во последните години е се поактуелен. И многу важно е да кажеме дека изградба на еден ваков патен правец значително ќе ја зголеми брзата можност за спречување на евентуална појава на пожари во овој на ова место. Идната година се одбележуваат 150 години од првото македонско востание, Разловечкото. Како што сите македонци знаеме, веќе идната година во Разловци ќе одбележуваме 150 години од изборувањето на првото македонско востание, кое што е во основата на современата македонска историја, еден многу значаен јубилеј не само за селото Разловци, не само за општината Делчево и Берово, а и компletно за целата Република Македонија. Со овој патен правец, заедно со реконструкцијата на спомен домот во Разловци, кој што треба да се случи во 2026 година, и текако ќе дадат еден посебен акцент на Разловци и на историјата која што се крие во самото село.